Сојузот на синдикати на Македонија денес излезе со последното предупредување и апел до пратениците да го поддржат нивниот амандман за линеарно покачување на платите во јавниот сектор за 2806 денари. Ги повикуваме пратениците од позицијата и опозицијата што побрзо да го усвојат амандманот за согласување на платите од 2806 динари во јавниот сектор, што ќе го потврдат поимот народни пратеници и кои се грижат за народот во Република Македонија и нивниот животен стандард во овие услови на криза и да не губат време во меѓусебни прекупувања, бидејќи времето минува, а незадоволството и сиромаштијата расне. Ова треба сериозно да го сватат пратениците. Доколку апелот на синдикатот и на работниците заврши во празно, државата на 22 јуни ќе биде парализирана поради генерален штрајк на јавната администрација. Максимално сме ангажирани и како штрајкувачки одбор, целото претседателство. Вчера имавме седница и веќе се одвиваат сите оние подготовки кои што треба на 22 да ние излеземе со генерален штрајк во сите јавни предпријатија, така да мислам дека доколку сето ова не помине што побрзо, ќе се активира и ќе се направи генерален штрајк. Во меѓувреме, во склоп на владата е формирано посебно тело кое се уште преговара со синдикатот на тема линеарно покачување на платите во јавниот сектор. Владата донесе одлука при што е формирано тело за помирување. Во одборот за помирување од страна на работодавачи членови се заменик председателот на владата за економски прашања, министерот за финансии, министерката за труд и социјална политика и министерот за информатичко општество и администрација. Во оваа прилика сакаме да напоменеме дека диалогот никогаш не беше прекинат, а продолжуваат и разговорите со гранковите синдикати. Инаку на Собраниската комисија за финансирање и буџет неделава почна расправата за ребалансот на буџетот за 2022 година. Во текот на расправата треба да се разгледуваат и над 200 амандмани, меѓу кои амандманот на ССМ, поднесет мреку пратениците на ВМРО ДПМНЕ.